Се враќаме во студиото, како што најавивме, разговорот го продолжуваме со професорката Лиљана Стефчева, ја вклучуваме од Соединетите Американски држави. Професорке, само на почеток, дали е се воред со врската, дали се слушаме, гледаме? Да, јас ве слушам и гледам добро. Само пред да почнеме една мала исправка. Да. Јас во моментот сум во Македонија и се вклучувам од Скопје, а не од САД. Леле, добро, не знаев дека сте дојдена и во нашата комуникација тоа не го разјаснивме во ред. Супер, инаку таму престојувате, во моментов сте во Скопје. Професорката Стефчева, како што кажавме, доктор на науки по епидемиологија, предавала и меѓу останатото и на Универзитетот во Харвард. Професорке, бидејќи сте тука, уште подобро ги следите и дневните актуелности поврзани со COVID-19, со имунизацијата, со вакцините. Ние на почетокот немавме баш многу вакцини, сега има веќе неколку, има некои количини на Pfizer, на AstraZeneca, на Sputnik, деновиве треба да пристигнат и вакцини од Sinopharm, кинеските вакцини. Сега многу луѓе ги читаат сите овие работи кои излегуваат, кои се објавуваат поврзани со вакцините, особено оние контроверзии околу AstraZeneca, и сите се прашуваат со која вакцина да се вакцинирам, оваа ли е подобра, онаа ли е подобра. Имаме ли некакви сега веќе појасни препораки во однос на старосни групи, во однос на пол, во однос на хронични болести, имаме ли некаква диференцијација? Вака, сега прво да кажам дека мене специјалноста ми е имунологија и вирологија. Значи, тоа ми е специјалноста, не епидемиологија, сакам да ве поправам затоа што тоа е сосема нешто друго. Значи, на вакцини имам работено повеќе од 20 години, така да сум запознаена со се што се однесува за вакцините. Добро е тоа, мислам дека е многу добро тоа што имаме избор на вакцини, неколку, и тие вакцини се различни доста, не се сите исти. Например, кинеските Sinopharm и Sinovac се состојат од инактивиран вирус. Сега, за AstraZeneca право да кажем, и тоа многу луѓе се прашуваат. Јас мислам дека е добра одлуката на нашата влада да не се дава вакцината под 60 години, бидејќи таква одлука донесоа и други некои земји. А причината заради тоа е дека тромбозата што се случуваше многу почесто беше кај помладите луѓе отколку кај тие над 60 годишна возраст. Сега, ако веќе имате и друг избор на вакцини, на еден здрав млад човек да ризикувате да му се јави тромбоза или некој удар, мислам, додека не се дознае нешто повеќе, додека не се испита подобро, може би е тоа најдобро решение да се дава на постарите. Да, во однос на овие другиве вакцини, дали има разлика, бидејќи вие ќе објасните какви се различен тип на вакцини се во однос на создавање на имунитет? Еве сега се појавија, мислам, самите кинески представници кажаа дека нивните вакцини се помалку ефикасни, дека тоа ги загрижува. Има ли разлика во создавањето на имунитетот, на антителата, на заштитата, нели, што треба да ја пружат, па во однос на тоа граѓаните да направат избор? Па има, мислам, и меѓу кинеските две вакцини има. Едната е Sinopharm, која што е поефикасна и е некаде околу 92% ефикасност е одредена, а Sinovac засега контроверзни се податоците, но се движат 52%, 60%, што е многу помалку. Има разлика секако. Иначе, мислам дека секоја вакцина сега во моментот, како што оди пандемијата, е подобра отколку никаква, така да ќе даде некоја ефикасност, од оние што се надокнат да се поспомене, ако ме прашате. А тие се сите други, AstraZeneca, Sputnik, сега да ги категоризирам право, за да биде појасно. Значи, Sputnik и AstraZeneca се векторски вакцини, исто и Johnson и Johnson. Значи, овие три вакцини се векторски вакцини, ги користат вируси кои што ни се на нас вообичаени. Во тие вируси е вметнат протеинот од обвивката на вирусот за COVID
И кога ќе навлезе тој вирус, ние ствараме антитела кон тој протеин. На тој принцип работи. Pfizer и Moderna се другчи, тоа се курир РНК вакцини, така наречени, или месенџер РНК вакцини, кај што рибонуклеинската киселина директно со помош на едни топчиња, значи се влегува во нашите клетки и ги тера нашите клетки да го произведуваат тој протеин што е од обвивката на вирусот. Значи самите наши клетки го произведуваат протеинот и така ствараме антитела. Кинеските, како што реков, тоа е цел вирус, значи не се ствара имунитет само кон обвивката, туку се ствара имунитет кон сите други антигени кои што вирусот ги содржи. Тоа може да биде добро, а може да биде и лошо. Затоа што некои антитела, не сите антитела се добри, има антитела кои што го неутрализираат вирусот и некои кои што може да делуваат негативно. Значи, зборувате за кинеските. Во однос на кинеските, има некои извештаи кои ги читаме, да речеме, од соседна Србија, каде што некои велат дека после примањето на тие вакцини всушност го добиваат вирусот, ја добиваат болеста. Можно ли е тоа? Не би требало тоа да се случи. Сега, мислам, процесот на инактивација на вирусот за кинеските вакцини е третман со една хемиска субстанца, не е убиен вирусот со формалин или со топлина. Сега во целата оваа трка и да се произведат повеќе вакцини, јас не знам дали е можно да им 1% може да остане неактивиран. Иако се даде на луѓе кои што се под предпоставка со имуносупресија или немаат добар имунитет, може би можело да се случи. Ама мислам дека тие случаи треба да следат и да пријават, ако такви има. Меѓутоа можно е па и да е лажно позитивен човек. Да, тоа е нејасно, да. Во однос... Да, продолжете, да. Сега има многу и баш тоа сега многу се истражува, затоа што има случаи кај што се јавува реинфекција, нели, повторна инфекција кај луѓе кои што се веќе вакцинирани. Исто така има случаи да кај луѓе кои што се вакцинирани остануваат позитивни. После прележувањето на ковид луѓето остануваат позитивни и после 40 дена од кога ќе ги отпуштат од болница. Така да тука многу се истражува сега да се види што е проблемот и една нова студија сега излезе од Харвард универзитетот во која што се вели дека одредени делови од вирусот после прележувањето, сега зборам за вакцините, можно е да навлегуваат во човечкиот геном. Сега тоа не се големи дели, тоа се само мали делчи како фрагменти кои што не можат да стварат реинфекција, меѓутоа ќе ви дадат лажно позитивен резултат. Сега тоа е тек една студија која што уште не е ни објавена во препринтје, тоа допрва треба да се истражи и да се види што тоа значи. Сега за реинфекцијата, за инфекцијата после вакцинација. Можно е да не створите имунитет. Има 95% е, да речеме, на Pfizer. Тие 5% не створили имунитет, значи. Меѓутоа, искуствата во Америка покажуваат дека е процентот уште помал од 5%. Например, они имаат околу на 7 милиони луѓе што ги имаат вакцинирано со Pfizer и Moderna, имаат 5.000 кои што се инфицирале, тоа значи помалку од 1%. 0,018 мислам излезе. Да, но сега да направиме разлика. Значи зборуваме за луѓе кај кои вакцината воопшто не делувала според тие показатели, но читаме и за реинфекции кај луѓе кои се вакцинирани, кои сепак добиваат COVID-19. Читаме и такви моменти, но кои поминуваат доста полесно. Значи, тоа ли се случува доколку сте вакциниран, а доколку сепак се заразите на некој начин? Значи, прво и сакам да нагласам за гледачите дека после првата доза вие не сте заштитени. Значи, потребно е да помине, да се вакцинирате со двете дози, па да помине најмалце 15 дена и после можете да
да кажете дека сте вакцинирани и сепак пак треба да си внимавате, ама до тоа време треба да внимавате со контактите, да носите маски, сите тие што се превентивни мерки. Многу пати луѓето ќе примат вакцината и се олабавуваат. Контактираат, носат маска, мислат дека се заштитени, а не се, затоа што сите тие проценти што ние ги слушаме колку процента е ефикасна вакцината, тоа се однесува на ефикасноста после втората доза, значи најмалку 15 дена после втората доза. Да, во однос на она што го слушаме е дека кинеските представници велат дека можеби треба и трета доза од нивната вакцина. Денеска прочитав дека зборуваат и за некаква комбинација од двете кинески вакцини за зголемување на ефикасноста, тоа ќе видиме, но ме интересира таа трета доза. И Pfizer спомна дека после една година веројатно ќе треба и трета доза. Зашто се работи? Зошто таа трета доза и колку ќе трае потоа тој имунитет? Кога ќе треба да се ревакцинираме? Не се знае. Не се знае. Ние најпрво меѓу првите земји што почнаа да вакцинираат во декември. Сега сме април, значи ние не можеме да знаеме дали се знае дека 8-9 месеци трае, а после тоа дали ќе трае, ќе видиме. Мислам, не се знае се уште. Ако можно е да треба да се даде уште една доза, ама допрва тоа ќе се види. Значи, таа трета доза за која зборуваат, тоа е да се зголеми заштитата, имунитетот, ефикасноста на вакцината. Да, Да. Добро, што е за новите соеви? Читаме дека состојбата во Бразил е драматична, дека луѓето кои веќе прележале ковид повторно се заразуваат, се резаразуваат. Тој фамозен индиски сој коси во Индија. Од Pfizer денеска кажаа дека нивната вакцина ќе заштити од индискиот сој. Кажете ми, дали вакцинирани луѓе потоа се во опасност од тие нови соеви кои доаѓаат? Сега вака, значи, тоа што мутира вирусот, тоа е нормално. Значи, секој вирус под притисок мутира. Овој вирус е под притисок, нели, имаме вакцини ово, и мутира во обид да се одржи. Има неколку мутации. Кај нас е најчеста британската мутација, која што е 50% поинфективна, позаразна, отколку таа оригиналниот вирус што беше. Понатака, јужноафричката, бразилскиот сој е скоро 2,5 пати, 1,5 до 2,2 пати, значи 200% поинфективен отколку британската мутација или оригиналниот сој. Значи, е опасен, може да даде поголеми инфекции, може да настане и реинфекција со него и со јужноафричкиот. Сега за индиската мутација сакам да кажам, луѓето се плашат затоа што се нарекува дупли мутант, но тоа не значи ништо. Сега ќе ви кажам, затоа што сите тие мутирани вируси имаат повеќе од една мутација. Например, овој што е британскиот мутант има 17 мутации на него. Се вика дупли мутант, индискиот, затоа што има две мутации кои што се појавуваат во други мутанти. Например, едната е во јужноафричкиот мутант се јавува, а другата се јавува во калифорнискиот, има и калифорниски мутант. Значи и во калифорнискиот мутант. Така да, затоа се нарекува дупли мутанти. Иначе не е ништо, се смета дека мислењето се поделени, но повеќето од научниците сметаат дека не е толку опасен, затоа што веќе подолго време останува само во една провинција, значи да беше многу инфективен, ќе се расширеше низ цела Индија, ќе станеше предоминантен, но не е. Да, проценките се дека е околу 20% поинфективен отколку оригиналниот вирус. Предпоставам дека најголемиот страв на експертите и на јавноста би бил доколку се спроведе имунизација, доколку се дојде до тој фамозен колективен имунитет, нели? Повторно да почнат сите да се резаразуваат од нов сој. Можно ли е тоа? Што мислите? Сега ќе ви кажам. Такво сценарио.
Јас по моје мислење, значи многу е важно имунизацијата да се спроведе што побрзо и многу брзо да се спроведе. Затоа што кога се влее, како кај нас е многу бавна имунизацијата, се спроведува, по моје мислење, тоа е многу лошо, затоа што дава простор, значи, не само да мутира вирусот, него и да навлезат други мутанти и да станат доминантни. Се знае веќе дека вакцините во некои соеви, за некои, например, за јужноафричкиот сој се по-неефикасни, за британскиот се исто толку ефикасни, за Pfizer, например, се знае и Спутник дека се исто толку ефикасни, за јужноафричкиот се знае дека се помалку ефикасни, но пак имаат некоја ефикасност. Значи, ако вие го имате населението имунизирано, нема да се расшири толку многу нов мутант. Да, значи ќе даде заштита. Вие сега го спомнавте сама тоа прашање за брзината на имунизацијата. Ми се чини дека светов, како да се наоѓа во ситуација, според онаа поговорка кога кучето си ја брка опашката, како да се вртиме во круг, бидејќи се појавуваат нови слоеви, имунизацијата оди бавно. Сега веќе ќе ги имаме луѓето кои први се заразиле некогаш, веќе ќе го изгубат имунитетот, ќе дојдат и они, и работева како да се врти во круг. Како вака ќе стигнеме до колективен имунитет? Сега зборувам како свет, нели, како човештво. Како свет, тоа, не знам, мислам дека ние веќе почнавме да се делиме, да се мислам на подрачја, затоа што тие што веќе си го имунизирале населението, нема да ве пуштат ако вие не се го имунизирале вашето да се мешате многу, нели? И затоа ги измислија и тие ковид пасоши и не знам што, така да се покажа дека е ефикасна имунизацијата. Например, во Англија 90% е намален бројот на ново заразени. Има земји како што се Сејшелите, они имат над 80% вакцинирано население и го искоренија. Или Гибралтар, мислам, тоа се мали земји што не се ни богати, но еве, мислам, биле активни и си го имунизирале населението. Така да, мене и тоа ме плаши, да не остан тие земји кои што нема да успеат да си го имунизират населението, што со имунизација, што со мислам да створат некаков си колективен имунитет, дека може да останат и изолирани на некој начин. Да, сега исто така е актуелно прашањето во однос на имунитетот. Стана веќе мода да се мерат тие антитела, тие честички, па луѓето одат сами цело време, гледаат колку имаат, кој има, кој нема. Дали тие се единствено мерило за имунитет, бидејќи сето тоа малку е нејасно сега за публикава. Кога сме заштитени, дали само кога имаме антитела, дали не? Вие кажавте пред малку колку време, отприлика не знаеме се уште, но во однос на заштитата. Кога и како сме заштитени? Има многу убава студија која што излезе во март и која што од Лахоја универзитетот и која што баш ги го мереше имунитетот кај луѓето кои што прележале ковид и мереше 5 параметри на имунитетот. Не се само антителата. Антитела, мемори Т-клетки, значи или Т-клетки памтечки, кои што го памтат вирусот, што значи многу побрзо реагираат. Б-клетки памтечки или мемори Б-клетки, потоа вроден имунитет мереа, така 5 параметри мереа. Б-клетки, Т-клетки, да, и Т-клетки убици. И сега они утврдија дека кај луѓето кои што го прележале ковид, во 98% од случаевите, они ги имаат 3 од тие 5 параметри. Значи, имаат имунитет. И дека тие 3 параметри се обстануваат до 8 месеци. Сега, зашто 8 месеци? Оти они 8 месеци само истражувале, не истражувале понатака. Значи, тие 8 месеци ги имаат. Значи, тоа не мора да бидат антитела, може да бидат Т-клетки убици, може да бидат Б-клетки, тоа зависи од организмот. Да, значи, самите антитела не мора да значите како немате антитела, не сте заштитен. Не мора да значи. Поинаку кажано. Така
вакцината, например, ако сте прележале COVID, пак ќе имате малце антитела и тоа ќе покаже дека сте прележале или не сте прележале. Но ако ви е мала количина, тоа не значи дека не сте заштитени. Да. Сега вакцините, овие вакцини што се сега во употреба, воглавном се базирани на антитела. Така да, за вакцините, значи е важно колкаво ви е нивото на антитела. Аха, значи вакцината за вакцината тоа е параметар, антителата. Да, има други вакцини кои што сега доаѓаат и ќе на Novartis вакцината која што ќе биде само од протеини и аджуванти направена. И таму ќе биде важно антителата и Т-клеточниот имунитет, и двете. Меѓутоа за овие сега вакцини антителата се воглавно параметар. Дали тоа значи, професорке, дека имунитетот создаден од прележана инфекција е посилен од имунитетот од вакцината? Не значи. Не, зошто? Некои од вакцините создаваат многу добри антитела, јас колку што читам по социјалните мрежи, луѓето што пишуваат многу високо ниво. Вакцините се базирани само на обвивката, значи на тој шилистиот протеин што е во обвивката, со кој што вирусот се врзува за да влезе во клетката. И затоа они, значи, фокусирани се на тој дел за да го спречат вирусот. Тие антитела што ќе се створат се вметнуваат меѓу вирусот, шилецот на вирусот и клетката и не му даваат да влезе. Додека кога сте го прележале COVID, вие стварате антитела на сите антигени што ги има вирусот. Да, значи различен тип на имунитет. Да. Добро, кажете ми, читаме дека компанијата Pfizer најавува дека веќе работи на некаков лек за коронавирусот. Вела дека можеби на есен би бил подготвен, сега е во првата фаза на испитувања. Доколку се случи тоа, значи пандан да речеме на Тамифлу за свинскиот грип што беше, дали тоа би било game changer во целава работа, во целата пандемија? Дали тоа сосема ќе ја смени состојбата? Па веројатно би било ако е ефикасно. Значи ќе имаме третман некаков. Да. Во однос на исто така често се зборува дека доколку тоа не се случи од друга страна, дека ова ќе биде како сезонска вакцина, дека секоја година ќе треба да ја примаме. Можеме ли да направиме паралела со SARS-CoV-2 вирусот и вирусот на инфлуенца, бидејќи тој е сезонски вирус, колку што знам секоја година се вакцинираме од грип, дали слично би било? Јас лично не мислам, затоа што вирусот на инфлуенца многу повеќе мутира отколку овој вирус. Значи, он толку многу мутира, што секоја година мора да се ствара нова вакцина, бидејќи таа од претходната година веќе нема никаков ефект. Овој многу помалку мутира, ќе видиме. Значи, мислите дека за овој, доколку остане се разбира вака, дека вакцините ќе бидат поефикасни, дека нема да мора секоја година да се вакцинираме? Па мислам, да. Имаме уште неколку непознаници, нема јасни препораки за бремени жени, за доелки, за деца, се тоа во почетна фаза на испитувања. Од друга страна, имавме трагични случаи и во земјава, родилки починаа, тие се особено ранливи на вирусов и во однос на она згручување на крв, кое кај нив нели и онака се случува. Имаме ли сега некакви нови студии, некакви нови препораки за бремени, за доелки? Препораки се уште, мислам има некои препораки со внимание, кои што меѓутоа истражувања нема се уште, има една студија која што излезе сега на 23 мислам април беше, која што е направена на Харвард мислам дека беше, и во таа студија се следени бремени жени кои што биле вакцинирани со Pfizer и со Moderna. Од тие бремени жени 827 ја имат завршено бременоста. И следено е сега каков е ефектот. Состојбата на бебињата, колку завршиле со абортуси спонтани, колку со живородени, мртвородени. Според таа студија, значи, ама тоа е многу мал број, значи 827, тоа е многу мал број.
И рачунајте дека тука жените се вакцинирани во различни фази на бременоста. Значи некои многу мал број се вакцинирани во првите 3 месеци кога е всушност органогенезата на бебето. Ама, значи во таа студија сега што е објавена, нема разлика кај жените што примиле вакцина во однос на сите тие параметри и како завршува бременост кај жени што не примиле вакцина. Значи нема некои алармантни показатели. Но треба да се почека да се види како ќе рано е уште, треба многу поголем број на испитаници да се видат. Сега за доилки веќе може, затоа што нема зошто да не прима доилка вакцина, освен ако содржи жив вирус, тогаш треба да внимава, затоа што тој жив вирус, која ќе прими вакцината, може да го пренесе на бебето. Значи тие вакциници што се векторски, можда би било подобро да се избегнуваат, ама имаат избор што да примат. Значи, РНК вакцина е подобра во секој случај за нив. РНК може, да. Сега, друго, за деца, сакам да кажам. Значи, за деца, Pfizer веќе одобри нивната вакцина за деца над 16 годишна возраст. Сега почнува клиничко истражување, прва, втора и трета фаза, кое што треба доправа да ја одради дозата на вакцината кај бебиња од 6 месеци до 12 годишна возраст деца. Значи, деца рано е многу да се вакцинират со било што, бидејќи нема податоци. Тие сите категории беа изземени кога се правеа клиничките истражувања. Да. Со вакцините. Гледаме дека во многу држави, меѓу останатото и во Соединетите Американски држави, како се зголемува бројот на вакцинирани, така се зголемува и истовремено и отпорот на тој дел од населението кој и онака не сакал да се вакцинира, некако полека доаѓаат до нив доаѓа имунизацијата и тука веќе доаѓаме до одредена граница. Тоа се случува и во соседна Србија, која прилично многу вакцинира по глава на жител. Мислите ли дека на крај државите ќе мораат подрастично да ги превземат тие мерки за имунизација или цело време вака ќе се оди на доброволна база? Не, мислам дека мора да биде доброволна вакцината. Затоа што не се работи за вирус кој што, мислам, не се работи за болест кај која што имате некоја 50-60% смртност, ако ја добиете. Мислам, сепак поголемиот број што ќе се заразат, ќе преживеат, нели? Процентот на смртност, макар да не е ни тоа малце, е 2,5-3% кај нас. Не е малце. Тоа значи дека тројца луѓе ќе починат од 100 луѓе што се заразиле. Но во однос на други болести за кои што се примало вакцини, тоа не е ни не знам колку. Мислам дека ќе мора да биде вакцината ќе остане да биде волонтерска. Сега во главном обично вирусите со текот на времето како поминуваат низ човечкиот организам, они намалуваат од почеток, мутираат за да добијат повеќе сила, нели, да навлезат, но понатака и губат. Значи може и да мутира, може и да ослабне вирусот и да не прави такви инфекции, така да останува да се види. Да, добро, да се надеваме на таа позитивна мутација, да ја наречеме. Професорке, ви благодарам за разговорот од Скопје, да потенцираме. Ви благодарам, мислам дека разјаснивме доста работи за гледачите. И благодарам што ме поканивте и се надевам дека нешто објаснивме. Да, секако објаснивме многу. Благодарам уште еднаш. Ова беше професорката Лилјана Стефчева, доктор на науки по имунологија, која живее во Соединетите Американски држави. Ви благодарам на вас, почитувани гледачи, што следевте уште една анализа на телевизија 24 и се разбира после ваков разговор. Останете во добро здравје и останете со нашата програма.